Никој во земјава не располага со точниот податок за бројот на доделени Б интегрирани еколошки дозволи, што општините им ги издаваат на фирмите чие работење влијае врз животната средина. Според регистарот што го води Министерството за животна средина и просторно планирање, иматели на Б интегрирани еколошки дозволи се 278 компании. Сепак, истражувањето спроведено во рамките на проектот Заштита од корупција покажа дека дел од дозволите што ги доделиле општините не се објавени во регистарот, додека дел од фирмите со вакви дозволи, иако ги затвориле инсталациите, се уште се евидентирани во регистарот. Воедно, никој нема одговор на прашањето кои се компании треба да поседуваат Б интегрирана еколошка дозвола. Земјата нема интегриран систем, ниту контролен механизам со кој ќе бидат опфатени сите индустријски капацитети кои со своите активности емитуваат штетни материи по животната средина. Општините немаат регистри на загадувачи. Дел од нив имаат изработено така наречени катастри на загадувачи, но на ниво на индустрии, а не на поединечни фирми. Иако фирмите носители на Б интегрирани еколошки дозволи треба да плаќаат надоместоци по неколку основи, сепак дури и големите општини годишно на оваа основа вкупно собираат само по неколку илјади денари. Оваа состојба отвора сомнеш дека општините не им ги пресметуваат надоместоците за поседување на Б интегрирана дозвола на сите носители на дозволите. Воедно се воочува дека дел од фирмите не ги плаќаат редовно ниту ваквите ниски надоместоци за кои се задолжени. Општините немаат пракса да ги информираат граѓаните за приходите што ги остваруваат од фирмите кои се носители на Б интегрирани дозволи. Отсуството на транспарентност го зголемува ризикот од злоупотреби. Воочените слабости во доделувањето на Б интегрираните еколошки дозволи ги зголемуваат ризиците од злоупотреба и од корупција во областа на животната средина. Од тука потребно е да се води прецизна евиденција за доделените Б интегрирани еколошки дозволи и на ниво на општините и на ниво на државата, и да се обезбеди пристап на граѓаните до овие податоци. Потоа, да се спроведуваат почести неселективни и несубјективни контроли за пронаоѓање инсталации кои требало, а не поднеле барање за добивање на Б интегрирана дозвола, како и врз субјектите кои поседуваат дозволи од ваков тип со цел да се заштити животната средина. Понатаму, потребно да се иницираат измени во законската регулатива за коригирање на формулата преку која се утврдува висината на средствата кои треба да ги платат инсталациите кои поседуваат Б интегрирана дозвола. Подетално за наодите и препораките прочитете повеќе во истражувањето Истражување за процесот на доделување Б интегрирани еколошки дозволи, кој е објавено на веб страницата www.ccc.org.mk. Истражувањето е спроведено од страна на Центарот за граѓански комуникации, заедно со 8 здруженија на граѓани на локално ниво, во рамките на проектот Заштита од корупција, што се спроведува со финансиска помош од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.